Сите знаеме дека Доналд Трамп прави чистка каква што до сега. Комплетно. Јас колку што следам политика, таква чистка не сум видел до сега. Значи поставуваат сосема нови кадри и Македонија добива поддршка каква што до сега во историјата ние немаме добиено од САД. Значи, сме имале во минатото поддршка, кога сме се осамостојувале, но секогаш таа била условена. Сега имаме неусловена поддршка од САД. Да расчистиме со државата и државата да ја поставиме на стабилни, на цврсти Добро, нозе. Доналд Трамп на својот личен грб почувствува како Бидејќи влијат парите и протестите. го имаме истиот проблем, но има туку уште еден проблем. Доколку Социјалдемократскиот сојуз состави влада, таа поддршка ќе исчезне. Зошто? Бидејќи и покрај целата кампања на Доналд Трамп против Сорос, Сорос ќе има, така да го кажеме, Сорос ќе има своја влада во Република Македонија. Што праќа тоа порака? Кога изгубиме поддршката од дека, значи тогаш влегуваме целосно ќе изгубиме поддршката. Што ни вели? Дека доколку ВМРО ДПМН состави влада, таа поддршка ќе се зголеми на многу повисоко ниво. Затоа треба сите политички субјекти во Република Македонија да размислат дали ќе водат политика која е во корелација со политиката на Соединетите Американски држави, или ќе водат своја автономна политика и ќе одат контра политиката на САД. Тогаш нека кажат Социјалдемократскиот сојуз, доколку направат влада, а ние тогаш де факто ја губиме поддршката од САД, каде Македонија, од кој меѓународен фактор ќе добие поддршка за било што во иднина. Значи имаме сигнал дека ВМРО ДПМН има поддршка да расчисти со Соросовите организации во Македонија. Се разбира, тоа не е расчистување како што се појавува, што се кажува во јавност дека ќе биде нешто насилно, брутално, туку едноставно ќе им се стави ранг да не може да продолжи овој принцип. Ќе се бара отчетност да видиме каде вие ги трошите парите и дали со тие финансии вие правите штета на државата и правите пуџ во нашето општество.